Почитувани гледачи, честит Илинден. Еве ги настаните на денот. Сонот на илинденците е слободата која ја живееме денес, порача Груевски. Македонија не е Бугарија, порача од мандицата на иселениците од Трново. Фолклорниот ансамбл Китка најуспешен на фестивалот Илинденски денови. Пропад на договорот за примирие во израелската офанзива загинаа 100 лица. Татнежот на двата Илиндена се слуша и денес. Нивната порака е цврсто втемелена во она што сме и она на што работиме. Затоа честа е голема заеднички да го одбележиме 2 август, денот кој е символ на македонската борба за слобода, на борбата за правда и правдини, борбата за самостојност, државност, еднаквост и мирен живот, на сите кои Македонија ја нарекуваат и длабоко ја чувствуваат за свој дом. Ова го порача премиерот Никола Груевски на прославата на 70 години од првото заседание на АСНОМ и 111 години од Илинденското востание во Пелинце. Информација на телевизија 24 вести. Време Европа да погледне со поголемо внимание кон нас и да ги оправда пораките упатени кон Македонија. Проблемот со името на Македонија не е само наш проблем. Тоа е европски проблем и ако некој мисли дека со негово игнорирање ќе создаде решение, се лаже. Премиерот Груевски со устри критики од Пелинце до европските лидери. Европа, порачува премиерот, не сме интересот да го става над принципите и вредностите. Груевски со конкретен одговор до германската канцеларка Меркел. Јавното признавање дека треба да се преговара за името и идентитетот во услови кога се негира тој идентитет е рамно на бришење на една нација. Да се признае јавно од некој од нив дека треба да се преговара за името и за идентитетот. Во ситуација кога да се негира нечи идентитет кој де факто и де јуре постои, е рамно на бришење на една нација, е погубно и сам показател колку рамнодушно или пак површно или лефтерно се пристапува кон ова прашање. Да се молчи кога некој негира постоење на еден јазик, кој треба да се гледа како богатство, но никако како закана, е само уште еден показател за еден вредносен систем кој е ставен пред сериозен тест. Одговорот на премиерот доаѓа по неколкуте изјави на германската амбасадорка дека нерешениот проблем со името и идентитетот меѓу Македонија и Грција е товар за нас. Јас сум оптимист дека може да се најде решение за тоа прашање. Мислам дека може и мора некако да го решиме тој проблем, нагласи Груевски. Првиот човек на владата по посетата со порака и за македонската посветеност кон решавање на спорот. Груевски вели дека земјава е подготвена за изнаоѓање на решение за спорот. Во свој одговор рече дека Македонија нема никакви претензии кон Грција, но за да се постигне компромис, рече, некој ќе треба да седне и на другата страна од масата на која се водат разговорите. Ние сме подготвени за разговори и за изнаоѓање на решение, но навистина е трагично како никој не може да ги убеди нашите соговорници да седнат на маса со нас. И колку тоа предпазливо и срамежливо го кажуваат, па како тоа се појавуваат некакви квази аргументи кои треба да ја покријат нивната немок да предизвикаат решение. Најлесно е очигледно да се купува време, затоа што времето е практично интересот. Груевски упати и порака на меѓународната заедница и грчките власти. Неговиот став доаѓа по средбите на Нимицо Венизелос, кој ако беше оптимист сепак остана без конкретен напредок. Груевски од Пелинце не ја заборави ниту опозицијата. Ја повика повторно на разговори за надминување на политичката криза, но и со сугестија овој пат, како што рече, да постави разумни барања. Груевски со реакции за тоа, како што рече, кон оние што ги ставаат на тест меѓу етничките односи. На сите оние кои, како што рече, поради нечи интерес ги разгоруваат тензиите, им порача дека нема да дозволи да и наштетат на државата и да го нарушат со животот. Македонија била и ќе биде Македонија. Македонскиот народ бил, е и ќе биде македонски народ. Остануваме цврсти во нашите намери да ја афирмираме вистината за Македонија. Порача денеска председателот на Македонското собрание Трајко Велјановски на Мечкин камен во Крушево во обраќањето по повод свеченоста на националниот празник Илинден. Идеите на Крушевскиот манифест, на партизанското движење на АСНО и денес еднакво силни како и тогаш кога биле обнародени. Нашите политички разлики не смеат да ја загрозуваат Македонија. Не смееме да говориме за наши и за ваши, кога станува спор за Македонија.
Македонија е нашата единствена партија и единствена програмска платформа. Да застанеме сите под знамето на слободата. Да се подадеме рака и да се простиме за се затоа што сите ние сме Македонија. Да застанеме сите за иднината на Македонија и да работиме сложно како што се бореа и комитите и партизаните. Како што се бореа и припадниците на македонската левица и припадниците на македонската десница. Да не дозволиме нашите различни интереси да ги загрузат интересите на Македонија. Мораме да бидеме уште посплотени. Мораме да бидеме уште поодговорни кога станува збор за интересите на државата. Да си ја чуваме Македонија. Да си ја градиме и да си ја сакаме Македонија. Доколку искрено и со отворено срце вака правиме, тогаш сме на чекор до толку потребното државно единство. Знаеме дека имаме сила така да постапуваме. Славењето на првиот Илинден неминовно е славење и на вториот и третиот македонски Илинден, зашто Илинден не е само Илинденското востание од 1903. Илинден е и државотворниот основ од 1944 и независна и суверена Република Македонија од 1991 година, истекна председателот Ѓорѓе Иванов на одбележувањето на Денот на Републиката во Скопје. Во овие 111 години едни се обидувале да ни забранат да го славиме Илинден, други се обидувале насилно да наметат славење на некој за нас непрепознатлив Илинден, но македонскиот народ не е наивен и знае дека водата е најчиста на изворот. Илинден е изворот на македонската слобода, рече председателот на државата во обраќањето пред споменикот на Методија Андонов-Ченто. А пред споменикот на борците од Народно-ослободителната борба во црквата Света Недела во Битола и споменикот на двата Илиндена пред Центарот на култура. Делегации на општина Битола, Битолскиот совет, Сојузот на борци и представници на политичките партии, како и голем број почитувачи со свежо цвеќе оддадоа почит на хероите на Илинден, чија борба и ние денеска ја продолжуваме во ново време со нов предизвик, но една цел Македонија. Тука сме да оддадеме почит на борците и народните херои кои во 4-годишна борба гинеа низ македонската земја и како резултат на тоа врво беше заседанието на антифашистичкото собрание на Народно ослободување на Македонија. За мене представува круна на вековната борба на македонскиот народ и народите што живеат во Македонија. Лично јас бев во единица во втора тиквешка бригада и бевме на фронт. Се бореме за ослободувањето на Прилеп, дотаму стигнаме. Ова што денеска го славиме, всушност е најважното нешто, бидејќи тука се вплотени многу генерации, многу македонци наназад низ вековите. Всушност Илинден е денот кој што ги обединува сите. Колку и да сме различни, на Илинден сме единствени. И морам да подсетам, оваа година има една новина во целата програма и голема благодарност до организаторите. Вие знаете дека во Трнаво имавме 2 манифестации, кои што со отприлика 4 до 5 дена временска разлика се одржува, меѓутоа заеднички се иницираше на иницијатива тоа да биде една заедничка семакедонска средба, што е уште една потврда дека доаѓа процесот и времето на едно реално вистинско обединување на македонците. Често пати укажувавме на таквата обединувачка форма, на таквата структура, дека е многу важно со личен пример да покажеме, бидејќи речениците што се упатуваат од функционерите, политичарите и останатите наши луѓе, одговорниците, доколку тоа самите не го правиме, тие реченици немаат вистинско значење. Убеден сум дека оваа година секој искажен збор, секој упатена реченица во знак на поддршка и славење на нашите херои, на жртвите кои што ги положија своите животи за независна Република Македонија, денеска ќе го имаат вистинското значење. И можеби така требало да биде, затоа што кога се прифати овој обединувачки концепт, практично се раздвижи и динамиката на надворешната политика.
Денот на црквата Успение на Пресвета Богородица во Трново денеска беше претесен за да ги прими сите кои дојдоа на Семакедонската средба, манифестација која се роди од обединувањето на пограничната средба на иселениците кои до лани се празнуваа одвоено. Пораката од Трново беше обединување на македонскиот народ каде и да е во светот. Оливера Михајловска. По 43-ти пат дојдоа иселениците, по 34-ти пат дојдоа оние од пограничниот дел горе во Подпелестерско Трново во дворот на црквата Успение на Пресвета Богородица да го одбележат големиот Илинден, 111 години од востанието и 70 години од првото заседание на Асном. Денешната семакедонска средба ја благослови отец Никодим Царкњас. Честита за празникот Свети Илија пророк на сите, да не жива Република Македонија и вечна, да живее македонскиот народ. И со овие искрени зборови, а благословувам ова средба, да биде успешна, да бидеме секогаш весели и стрекни, и па уште еднаш да живе Македонија и македонскиот народ. Без Македонија и македонците нема мир и стабилност на Балканот, а само обединети ќе останеме центарот на Европа и ќе го добиеме правото на своето име, порача од Матицата на иселеници. Отфрламе заедничко македонско-бугарско чествување на исти датуми, настани и личности, затоа што Македонија не е Бугарија. Се додека официјална Софија тврди дека македонците во Бугарија се бугари, а антимакедонизмот е државна стратегија во Бугарија, таа не води кон добрососедската политика кон Македонија. Отфрламе заедничко македонско-бугарско чествување на 2 август на Илинден, бидејќи тоа е ден на државноста на Македонија, а не бугарско востание во Македонија. 2 август не е бугарски национален празник. Минатите години од Трново се повикуваше на обединетост, но денеска се направи првиот чекор да се покаже како се прави тоа со една семакедонска средба, рече нејзиниот покровител. Само што го дадовме апелот, гледате, штом се појавија здруженијата со обединувачка енергија, сите македонци на Илинден, а како поинаку, се заедно. И затоа почна и процесите подинамично да се случуваат. Оваа генерација македонци имаме една голема обврска. Прво, должна почит кон сите наши предци, кои што сите Илиндени, заедно исто како нас, биле духовно обединети со една голема заедничка цел – обединување на македонците, независна, слободна и суверена Република Македонија. Талески додаде дека битката не е завршена и дека таа продолжува. Соочени со најголемите предизвици, токму сплотеноста и заедништвото ни овозможиле нивно надминување. Еден од најголемите примери за таква сплотеност на нашиот народ е токму Илинденското востание од 2 август 1903 година. Почитувани присутни, владата на Република Македонија неуморно работи за економски просперитет и континуирана промоција на нашата држава на меѓународен план. Нашите легитимни заложби да бидеме дел од Европската Унија и НАТО, за жал континуирано се попречуваат од јужниот сосед поради наметнатиот абсурден спор околу името на Република Македонија. Министерката рече дека уште предизвици не чекаат на патот кој сме го одбрале да го чекориме. Одговорно тврдиме, ги демантираме сите дезинформации. Пограничната средба на македонците од Егејскиот дел на Македонија не е укината. Таа е тука и затоа сме денес побројни. Сите здруженија на македонците од Егејскиот дел на Македонија се овде. Заедно во Трново, затоа што силата е во единството, а само единствени сме посилни во остварувањето на нашите права и слободи, и во светот, и во татковината, и во соседните земји на Македонија. Не смееме повеќе да губиме време во некоординација и дезорганизација.
Повикаа на единство и рекоа дека остануваат отворени за соработка со сите македонци од светот, побараа враќање на имотите и решавање на прашањето за името. Минатата година одбележивме 100 години од Балканските војни, 100 години окупација врз Македонија, 100 години геноцид врз македонците. Оваа година одбележуваме 100 години од Првата светска војна. Оваа војна оставја крв и смрт, и солзи и гробови из цела Македонија. Не протераа по целиот свет, ама во душата ни остана Македонија. Цитирајќи го, Гоце Делчев повика да се исполни аманетот. Јас го разбирам светот единствено како поле на културен надпревар меѓу народите. Овие се зборовите на познатиот Гоце Делчев, македонски револуционер и борец за слобода, кој пред 111 години ја прескажи иднината на денешна независна и самостојна Македонија. Задоволство ми е да бидам денес овде со сите вас како говорник на овој настан, на овој историско и свето место. Во изминатите години македонското искуство покажа дека независно од тоа колку една земја е територијално голема, таа е онолку силна кој што е силен стремежот кон заедничката иднина на сите нас. Наумовски повика да продолжиме да го градиме пријателството и иднината со добрина. И не ќе беа обединети во целост ако не беа гостите представници од најголемите политички партии на македонците во Грција и Бугарија, од Сдруженијето на исламизирани македонци Бојда, како и од Албанија. Грција и Србија извршија окупација врз Македонија и геноцид врз македонскиот народ кој се уште трае. Но и покрај се, Македонија е суверена држава, македонците се суверена нација и тоа повеќе никој и никогаш не може да го смени. Македонската цивилизација на која што припаѓаме ние е цивилизација на мирот и љубовта, наспротив војната и омразата, на толеранцијата и коегзистенцијата, наспроти сегрегацијата и дискриминацијата. Свети Илија нека ни е напомош за многогодини празникот беа зборовите на сите кои по официјалниот дел се одадоа на сенародна веселба во дворот на црквата во Трново. Со богата културно-уметничка програма во преиспанското село Љубојно се одржаа љубанските и линденски иселенички средби. За отворени ги прогласи градоначалникот на Ресен, а потоа настапија познати естрадни уметници. Денеска на ден Илинден се дефилираше од чифлик во манастирот низ улиците на Љубојно. Програмата на средбите продолжува до доцна вечерва. И годинава се собравме на овој наш најсветол ден, на големиот македонски и христијански празник, на големиот Илинден, да им одадеме почит на борците за слободна и независна Македонија, на хероите на двата Илиндена, но и на сите други знаени и незнаени јунаци кои се жртвуваа за денес да можеме да бидеме своји на своето. Денес сме тука на сите нив да им ветиме уште еднаш дека денешните генерации нема да го заборават заветот што ни го оставија. Денес ја живееме слободата и независноста за која се бореа и гинеа нашите славни предци. Тие се жртвуваа давајќи ги своите животи за нашата слобода и слободата на нашите деца. Тие се жртвуваат за нашата иднина и иднината на нашите потомци. За тоа нивно херојско дело вечно сме им благодарни. Горд сум што сум денес тука заедно со вас, почитувани во ова славно преспанско село, кое повеќе пати низ историјата покажало и докажало дека застанува на браникот на слободата на македонскиот народ и секогаш несебично се жртвувало за вечните идеали на македонскиот народ и самостојна и независна Република Македонија.
Еве што ќе гледате во продолжение на вестите. Елен се разладува во студената вода на матка. За ова по кратката пауза. Вашето мислење нам ни е важно, затоа што Тера телевизија е на страната на гледачите. Искажете ги вашите ставови на нашиот веб-портал tera.mk. Прашањето за оваа недела гласи: дали треба да има повеќе сообраќајни контроли по улиците во Битола? Да, особено во вечерните часови, треба да има повремено. Не се многу потребни. За резултатите од анкетата, читајте на tera.mk или гледајте во вестите на Тера телевизија. Заврши фестивалот и Илинденски денови. Синоќа се доделија наградите за најдобрите. Оливера Михајловска. На свеченото затварање, жири комисијата на фолклорниот ансамбл Китка истибања и додели награда за најдобро презентиран изворен фолклор, а на Стојко Митковски од истиот ансамбл за најуспешен автор што подготвил сценска презентација на изворна фолклорна содржина. За најуспешна група која на фестивалот презентираше староградски фолклор, прогласена е пејачката група Весела Тајфа од Богданци. За најдобре група што во Битола презентираше детски фолклор, прогласени се членовите на Кут Илјо Антевски Смок од Тетова, а за најуспешен изборен оркестар е прогласен оркестарот на народни инструменти и школата за тапани при ансамблот за фолклор Гоце Делчев од Битола. Фестивалското жири во состав Блаже Палчевски, Тофе Дракулевски, Родна Величковски, Александар Димитриевски ги награди и Маре Мојсовска од Кут 7 септември, Македонски брод за најуспешна вокална изведба, потоа Кут Мирчацев Прилеп за најизворна и најкомплетна изворна носија, а додели и специјално признание за исклучителна изведба на ората Женско чамче и Чифте чамче на Кут Илинден од Битола. А во чест на наградените на Илинденските денови во Битола, целовечерен концерт приреди Драган Даутовски, кој го промовираше новиот албум Пламен. Даутовски со неговиот квартет е неуморен презентер на македонската музичка култура на многу фестивалски сцени во светот. Како да се избега од жештините? Елен се разладува во студената вода на матка. Невообичаена фотографија денеска го привлече вниманието на македонските портали. Посетител на матка имал ретка прилика да види како Елен плива во езерото Матка. Фотографијата покажува дека мешавината од природа и прекрасната црква на Матка е само добар повик за туристите да ја посетат оваа прекрасна локација. Фотографијата веднаш ја пренесоа голем број портали. Наред се светските вести. Пропад на договорот за примирие во израелската офанзива загинаа 100 лица. За ова по кратката пауза. Телевизијата која е на страната на гледачите, од сега и на вашите паметни телефони. Секојдневно преку 300 информации во Актуел Свето денес, ритамот на градот, Спорт Рапорт, забавниот сервис на Тера. Читајте и гледајте Тера на мобилен.
Пропадна договорот за примирие во израелската офанзива загинаа столица. Во потрагата по војникот Голдин, кој најверојатно е заробен од страна на екстремистите во појасот Газа, израелската армија ја прошири својата офанзива. Милитантните палестинци и денеска ракетираат израелска територија. Со поддршка на тенкови и авиација, израелските трупи навлегуваат подлабоко на југот на појасот Газа. Во текот на ноќта се воделе борби во околината на Рафах. По исчезнувањето на израелскиот војник, за кого Израел се сомнева дека е во рацете на милитантни палестинци, офанзивата на армијата е засилена. Според наводи на палестински спасувачки екипи, од вчерашната вест за наводното киднапирање на војникот, досега во борбите загинале околу столица. Израелската министерка за правда Ципи Ливни го обвини Хамас за исчезнувањето на 23-годишниот поручник Хадар Голдин, кој го снема по нападот врз неговата единица во близина на Рафах. Во меѓувреме вооруженото крило на Хамас, бригадите Еседин Ал-Касам соопштија дека немаат информации за судбината на израелскиот војник. Загубивме контакт со една од нашите борбени единици, кои се борат во околината во која исчезна војникот, соопштија бригадите. Можно е, како што се вели, исчезнатиот војник да загинал, исто како и борците на Хамас во тој регион. Израел тврди дека киднапирањето на Голдин се случило час и половина по почетокот на примирието, кој требаше да трае 72 часа. Прекинот на огнот беше издействуван со посредство на Обединетите нации и САД. По веста за исчезнувањето на војникот, Израел соопшти дека примирието е неуспешно, а израелскиот премиер Бенџамин Нетањаху најави остри контрамерки. Инаку денеска продолжува гранатирањето од страна на милитантните палестинци. Според израелски наводи, утринава се пресретнати 2 ракети над Тел Авив и една над градот Берешева. Вчера милитантните палестинци испукаа околу 40 ракети од појасот Газа врз израелска територија. Израел нема да испрати своји представници во Каиро на преговорите за примирие со Хамас, потврди израелски висок представник. Тој ги обвини палестинските исламисти дека ги залажуваат меѓународните посредници, нагласувајќи дека Хамас не е заинтересиран за примирие. Договорениот прекин на огнот со посредство на Египет вчера беше прекршен само неколку часа по неговото стапување во сила. По ова Израел и Хамас меѓусебно се обвинија за тоа. А сега да видиме какво време не очекува во следните денови. Какво ќе биде времето утре во Европа? За времето утре на Балканот. Какво ќе биде времето утре во Македонија? Следува временската прогноза за времето утре во регионот. Какво ќе биде времето утре во Битола? Следува временската прогноза за следните денови во Битола. Какво ќе биде утре времето во Ресен? Следува временската прогноза за следните денови во Ресен. Евеа прогнозата за времето утре во Прилеп. Какво ќе биде времето во наредните денови во Прилеп? Какво ќе биде времето утре во Кичево? Следува временската прогноза за следните денови во Кичево. Почитувани гледачи, тука е крајот на вестите. Довидување.